Најважната споредна работа на светот, фудбалот, има посебна димензија кога станува зборот за репрезентативниот дрес. Неговата тежина ја делат оние кои го носат и оние кои за него навиваат секогаш, без исклучок, со најголема желба за победа. Таа тежина станува голема кога нештата не одат според посакуваното. Но таа тежина во позитивна смисла знае да стане и огромна кога спротивно од очекувањата на светот ќе пронајдете храброст да блеснете и да испишете историја. Мои денешни гости се тројца млади македонски фудбалски надежи кои го носат дресот на U21 репрезентацијата и се на прагот од сениорската селекција. Марио Илиевски е играч на унгарска Кишварда, Иван Николов од неодамна го облече дресот на дански Сондерјиске, а Методи Максимов настапува во редовите на Шкендија. Овие момци имаат од кого да земат пример за да се инспирираат во поглед на тоа како со срце се игра за Македонија. Еден од најсветлите примери, кој веднаш зад Горан Пандев е втор стрелец во репрезентацијата на Македонија и кој мајсторски ја замолчи Италија, се вика Александар Трајковски и исто така е мој денешен гостин. Добре дојдовте во Ферплей. Наша денешна тема е фудбалот, а како што кажавме во најавата, освен на нашата А селекција која што веројатно оправдано е во фокусот на вниманието, денеска во студиото имаме млади фудбалски сили, тројца членови на нашата U21 селекција, кои што веројатно го чекаат својот ред и шанса во оној наш најсилен национален состав, но дотогаш имаат и тие една важна и убава задача да се пласираат на европското првенство. Тоа никој пат не била лесна задача, но од друга страна секогаш е често да се носи тој национален дрес. Сакам само да потенцирам за сите вас кои што не следите. Овој разговор го снимаме пред нашите млади фудбалери да заминат во Молдавија и да го одиграат тој натпревар, така што за резултатот логично не можеме да коментираме, но имаме многу други убави теми за кои ќе ми биде задоволство да зборувам со овие момци. Им посакувам добри дојде во студиото на Марио Илиевски, Иван Николов и Методи Максимов. Дечки, здраво! Здраво! Ви благодарам што сте овде, вака униформирани, затоа што уште е во тек вашиот карантин. Како сте прво? Какво е чувството кога ќе се дојде на собир со репрезентација, кога е човек дома, нели, во Македонија? Така е, секако. Прво ви благодариме што не поканивте. И чувството е супер кога, пример, вие ние што играме во странство или сите во своите екипи, кога ќе се собереме, тоа е едно побаво чувство, бидејќи сите се знаеме, сите сме долго заедно, веќе колку 6-7 години. Посебно чувство и да се носи, како што кажа, дресот на репрезентацијата и тоа. Да. Веќе сите тројца имате 21 година, некако тука сте на границата и сега следува можеби тој притисок, размислување дали нели човек ќе добие на посакувана шанса. Размислувате многу на таа тема или не ви е толку голем притисокот во смисла што ќе биде во иднина? Па ајде слободно, може да се надоврзете. Што кажа дека секој сонува, секој млад фудбалер сонува да го стигне тоа ниво во А селекција, но чекор по чекор, со труд и со работа, се надеваме сите дека ќе го достигнеме тоа ниво. Не сакам да го прескокнем моментот, да прокоментираме дека неодамна, тоа беше минатиот месец, ако не грешам, постигнавте една баш значајна победа против Шведска во гости. На гости. Прво, веројатно е логично да се каже секогаш човек оди на победа, но мора и да се биде објективен. Знаевте дека таму нема да биде лесно. И како потоа се одвиваа нештата? Па, видите, таа U21 селекција на Шведска одамна немале таква селекција. Тоа е една од најдобрите селекции во последните, не знам колку, 3-4 циклуса. Знаевме дека ќе биде тешко, но искочивме борбено
посекувајќи тие 3 бода да се вратат во Скопје назад и тоа го остварив. 7 минути беа потребни, така, за ние да си ја стекнеме предноста, односно доволна победа. Да. Ти беше стрелец на голот. Да. Така, ајде за тој филинг, по само 7 минути игра, ти да бидеш тој кој што му даваш на својот така, тим. чувството е многу посебно, особено кога го постигнеш победничкиот гол, али пред се најбитна е победата. Точно. Да, тоа е најбитно. Тимот посакува победа, Точно, индивидуалните така. квалитети помагаат. Откако заврши средбата, од кого имаше најбрзо реакции и коментари за тоа што си успел да го направиш? Да, од соиграчите исто имаше многу наша публика таму, многу македонци кои не поддржаа. Да, и сите заедно се радувавме. Тоа секако многу значи. Тука немаме денеска голман, но да кажеме пофални зборови затоа што всушност ако не грешам на тој надпревар имаше многу добри негови Марко. Го поздравуваме Еве. Беше во некоја посебна форма он тој ден или тоа стандардно така кај него функционира? Стандардно е кај него, Стандардно е така, али тој надпревар беше феноменален. Нешто Во плюс она последните посебно. 5 минути две интервенции што ни спасија 3 бода. Не спаси победата. Еве се испостави дека многу важни 3 бодови, иако потоа во Скопје не снајде малку потешка ситуација. Игравте дома неколку дена после оваа средба, но Холандија беше посилен противник и тоа 2 гола. Изгубивме 0-2 практично. Што се случи? Посилен резултатски, а на теренот тоа не беше така. Да, имаше многу Ја коментари, имавме играта во првото полувреме, имавме шанси, неколку шанси што можевме да ги искористиме. Не ги искористивме и во второто полувреме казна. се деси што се Како деси. тоа што бидува, да. Значи, вистина е тоа дека и стручните коментари беа такви дека сепак не бевте понижени, дека бевте супер во играта, но резултатот далеко од тоа, али како што кажа Марио, прво полувреме моравме од тие шанси да искористиме да дадеме барем еден гол, да постигнеме, но сепак Ќе се тоа е одвиваш фудбал. утакмицата на Поинак. друг начин, али фудбалот е таков. Некој ден имаш среќа, некој ден и кога не ќе да влезе. Вообичаено сите тоа ги прашувам како ви оди тоа поднесување пораз? Мислам, дали сте типови на луѓе пред се фудбалери што тоа знае да ве прогонува, многу да ве нервира и да си во својата глава правите сценарија зошто се случи, како се случи, бев ли виновен директно или преминувате побрзо? После Холандија специјално, кога знаевме дека можеме да постигнеме барем еден бод или 3 бода да земеме, влагаме во собликувалната сите со наведнати глави, разочарени, кога знаете дека можете повеќе, а не сте го направиле тоа, па ама тоа е фудбалот. Секој нареден ден е побитен. Како ви оди соработката со актуелниот селектор на U21 селекцијата? Во нашата прва сезона беше гостин господинот Канатларовски, но селектор е селектор, нели тоа сега е една посебно убава функција. Ајде малку да ми го подопишете. Каков тип на стратег, дали има голема строгост или си има некои посебни принципи, како тоа оди? Секако строгоста на ниво е кај него, знае до каде, ако ме разбирате, и знае да направи атмосферата подобра, да бидат сите среќни, сите играчи среќни. Знае кога треба да направи некој тимбилдинг, некој... Да, за подобрување на атмосферата, така? Активност било каква. После победа исто да се дружиме сите заедно, сите на еден куп, повеќе слобода, така. Да, повеќе слобода после победа секако. Обично фудбалерите важат, знаете, за луѓе што имаат начелно голямо его, високо его. И сега ако ги искритикуваш, по некој пат не им паѓа тоа лесно. И посебно на паѓачи. Убаво вака што сте седнале сите тројца. Кога, например, ќе му кажеш, бе, шо има работа на паѓач, му ја додаваш топката само да ја смести у гол и он и тоа ќе го зезне на крај. Тоа така звучи од страна. Не, како вие реагирате на вакви коментари или на критики, тоа ме интересира. Па добро, нормално е, секад има критики, кога е добро има критики, кога е лошо има пак критики, но што побрзо се навикнеш на тие критики, например, јас критиките ги сваќам као мотивација, као позитивно, учам од тоа,
за да што повеќе мислиш на тоа и што ако ти влегуваат во глава, паѓаш и психички, имаш и проблеми, не можеш да се сконцентрираш на тоа што го посакуваш. Затоа нормално е, критики секаде постојат, али што побрзо ги отфрлуваш, тоа е подобро. А вас ве нервираат така одбранбените играчи, например, се обратна ситуација, кога гледате дека е близу да примите гол и ја гледаш ситуацијата, далеко си, веројатно. И сега имате и во спротивна насока критикување или нема? Па има на секој дел од позицијата е важна. Дали одбраната, дали нападот. Нападот е должен да даде гол некој, а одбраната да не прими гол. И сега кога нема ние да дадеме гол, доаѓаат критиките на нас. Кога они ќе примат гол, на нив. Секој за своите проблеми. Да. Од проблемот треба да научиш дека за во следната ситуација тоа да го подобриш, да не ја правиш истата грешка. Тоа е да излезе поука од таа ситуација. Да, тешки лекции, ама сега тоа и тие мора да се учат и да се применат. Сакам малку да се префрлиме на она што ви се случува на клубски план, затоа што сепак вашиот перформанс индивидуален одлучува во голема мера дали ќе се добие тој повик за репрезентација, поврзани се нештата. Ајде прво од единствениот овде кој што се уште е во Македонија. ФК Шкендија сепак редовно на врвот на табелата во домашниот шампионат. Па како си задоволен? Каква е таму атмосферата за играње и функционирање? Атмосферата е одлична, еве како што кажавте, Шкендија па да не претерам, во последните 7-8 години е на врвот на табелата секад и моментално сме први. Еве сега имавме дерби со Вардар кој го добивме. Кажи сега до крај, како го добивте дербито? Супер атмосфера. Комитета нападна? Па, нормално имаше малку критики, али окей. Ова ти беше, извините прекинувам, но важно ми е ова затоа што ова ти беше, ако не грешам, првиот гол што го постигна во дресот на Шкендија, така мораше против Вардар. Значи како ја извора, како го извора моментот? Во такво дерби пред таква публика да постигнеш дерби гол е фантастично. Утакмица која има многу притисок, многу навивачи и поготово тој гол што го постигнав беше прекрасен. И чувството, како што кажав, прекрасно. Победивме, зедовме 3 бода, тоа е најбитно, како избегавме 4 бода. Од вториот сега сме моментално први на табела. Сега не следуваат 2 меча дома, кои се надеваме дека ќе ги добиеме и тоа е. Да, одите понатаму. Да. Кога се овие дерби надпревари во прашање, тогаш притисокот и тремата се поголеми или пак повеќе владее тој некој инат и желба за докажување? Што е посилно од овие две емоции? Па добро, има поготово кога играат тебе, како што кажавте, Шкендија и Вардар, тоа е едно од најголемите дербиња во Македонија. Има притисок, огромен притисок е тоа. И од навивачи, од стручен штаб, и од... Нормално, тоа е дерби, ама нормално се вклучува тој инат, секој сака да го победи дербито. Тоа е најбитна утакмица. Никој не ќе да изгуби во дерби утакмица. И затоа овде преработува инат за да го добиеш. Да. И добро. Така. Деби голот, заклучуваме, беше одличен со желби на твоето конто што повеќе голови, нели? Сега тоа ти е работа. Да. Што да правиме? Одиме со останатите момци, еве го мојот омилен дел сега. Значи, Данска и она што ние или на македонски го изговараме Сондерјиске. Прво кажи ми како правилно го изговараат данци. Па правилно, Сонојуске, они така го изговараат. Добро, имаат специфичен изговор и секогаш се проблематични тие спортски изрази или имиња нивни. Поинаква средина, веројатно, од тази оваа сезона таму се пресели. И какви се првите впечатоци се на се да ми кажеш и за тимот и начинот на кој функционира клубот и за Данска како средина за живење? Па клубот како клубот е предобар.
средина многу добра за еден млад играч кој што може уште повеќе да напредува. Средината е феноменална, услови има феноменални. Таму е како еден англиски систем. Сите Така заедно функционира, да, да. така функционираме, сите заедно идеме на сабајле, нели стануваме рано и така скоро цел ден го поминуваме заедно и после тој втор тренинг си одиме. Построг начин, значи Да. малку на функционирање. Што значи носење на балкански менталитет и балканска енергија таму? Во смисла, дали имаат и тие некаква граница кон послободно однесување, дали треба многу да се прилагодиш на тоа што се тие или си прифатен онаков како што си, со Точно, твојот сум табиет? прифатен каков што сум. Тие се многу добри, мислам имаат многу добар менталитет и они. Да. Да, но различни сме, нели? Точно. Сепак сме различни. Имаме доста разлика. И они некои работи учат од нас балканците, од нашиот менталитет и се, како да ви кажам, многу зачудени на тој начин, да. Но важно не е пречка, така? Не, Значи нема проблем нема со никаква тоа што пречка. ние сме Така, малку не. послободни, можеби поинакви. Нема никаква пречка во тој аспект. Оно што е важно за тебе, за краток период, веќе 2 погодоци. Да, имам 2 гола. На добра позиција сме на второ место, имаме многу големи шанси да се вратиме во Суперлигата. Да, и тоа ни е цел. Тоа ќе биде целта, Да. но според тоа што веќе си ефикасен, верувам дека си добил, задоволен си од довербата и шансата што ја добиваш за сега, така? Задоволен сум и од соиграчите како ме прифатија пред се, од тренерот што ми ја даде довербата. Довербата, да. Само што да ми кажеш кои се твои соиграчи со кои се знаете од претходно, Да, има наши уште еден македонец, тоа е Сеферемини, исто и тој беше во 21, сега е во А репрезентација. Да, и заедно сме таму. Да, поинако е кога имаш и Многу некој поинаку. свој, Така, нели? така. На крајот од денот. Добро, се селиме сега во Унгарија. За мене, поради X причини, познато, можеби, каква е таму атмосферата, но каква е сега, барем во моментот, најсилната унгарска лига и Кишварда? Па видите, лигата е одлична, со одлични стадиони и услови. Од секој клуб, од секој аспект е на високо ниво. А Кишварда сезонава не започнавме многу добро. Тоа е можеби поради што играме сите надпревари на гостински терен, бидејќи федерацијата не ни дозволи да играме на домашниот, ни фати вирус теренот и го менјавме. Сега имаме 10 утакмици поред дома и може да се избавиме од кризата од која сме на предпоследно место. Корекција малку на впечатокот, па да, тешка е таа ситуација да мораш само Да. на некој друг терен Само да настапуваш. патување и тоа, да. И ти не си единствен македонец во овој тим? Не сум. Со мене дојде ова пред 2 месеци, мислам дека Боба Николов, поздрав до него. Да, познат е во Унгарија. познат е Порано беше секако, икона да, таму, да. постигнуваше многу голови, Баш- иако за друг клуб. Баш пред 3 кола игравме во Сомол Фехервар, каде Да. што игра и брат ви Никола Серафимов. И публиката секако го поздравуваше Боба Николов затоа што он претходно Да. има 2 титули освоено таму и Да, креваше Порано, пехари, да, точно, да, и да. постигнуваше многу голови во тие светли денови за, Да, за да. Фехервар, така да го паметат. Дали тие, бидејќи сепак и унгарците се поинакви, доста од нас се поинакви, Доста. ти беше ли тешко таму да се прилагодиш и дали е тешка соработката со унгарските играчи? Значи, оние кои таму се на собствен, на домашен терен. да, па кога отидов јас таму имаше Јасир Асани кој сега настапува за албанската репрезентација. Он да кажеме ме прифати најдобро од сите таму и таму имаме 7-8 балканци кои што сите се добри момци, сите ме прифатија како што треба. Унгарците се малку потежок народ, поладен народ, не се, како да кажам, Па да, не се толку, да речеме, не лесни се за човек да се спријатели. гостопримливи, или да, не се толку да. гостопримливи и тоа. Со 84 настапи за дресот на Македонија и 21 постигнат гол. 31-годишниот Александар Трајковски е втор стрелец во македонската фудбалска репрезентација. Најсветлите денови од кариерата ги мина носејќи го дресот на Палермо, истото место, каде судбината посака да го постигне можеби и најзначајниот погодок во кариерата за Македонија
против Италија. По неколкумесечното клубско искуство во Саудиска Арабија, Трајковски неодамна го облече дресот на хрватски Хајдук. Пред тоа да се случи, ние имавме прилика да поразговараме. Уживајте во следните минутки и слушнете дали италијаните му се налутија многу за голгетерското шоу кој им го приреди. Добив стварно премногу пораки и пофалби за тоа што го направивме, затоа што тоа беше едно од најголемите победи во Македонија, во историјата на Македонија, и едноставно имав стварно доста пофалби и пораки од соиграчи кои играв со нив во Италија, и едноставно, али од друга страна имав и како што е нормално тие пораки каде што следуваат од тие италијани, каде што тие си ја сагаат својата држава, едноставно е нормално да имаш и таков вид на пораки, али стварно бев многу задоволен од доста луѓе кои ми честита и беа среќни што Македонија успеа да дојде до таква една победа, и јас бев исто искрено изненаден кога после утакмицата со Италија во Палермо добив доста, видов од моја страна, видов доста аплаузи од некои навивачи каде што можда биле од Палермо, што дошле на утакмицата, да од еден начин можеме биле среќни за мене, затоа што бев еден дел од тој Палермо каде што настапував тие 4 години, и стварно бев среќен за тоа што цела таа ситуација испадна така во најубаво светло. Имаше ли такви кои ти се налутија, кои што ти пишале, мораше ли ова да го направиш и така натаму? Имаш? Стварно имав и такви пораки, али премногу пораки имав што не може сите да ги прочитам, али стварно имав премногу пораки после таа утакмица, али пак викам, мене ми беа најубави тие што треба да ми ги пратат, што беа пофалби, и стварно беше еден убав момент во тоа што се деси. Јас во тој момент верував дека можеме да направиме нешто, дека не можам да кажам дека ќе бев јас тој што ќе го дам голот, али очекував така, некоја имав како да кажам, имав осет некој дека нешто добро ќе се деси, и едноставно ја верував до крај, и стварно тоа беше една утакмица каде што е една утакмица, нема назад, и кога видовме момент дека имаме шанси, дојде до 90-та минута, потоа требаше продолженија да се играат. И едноставно осеќав дека нешто може добро да се деси, али тој карактер што треба да го има некој играч, тоа едноставно му даја само од себе да го покаже на терен и да се разликуваат од еден до друг. Јас знам дека си го имам својот квалитет за шут, едноставно викам зашто да не пробам, И се деси тоа што се деси, и стварно беше еден стварно убав гол, и потоа сите тие може што ќе кажат ајде како шутираш, што шутираш од таму, ама потоа кога ќе се деси нешто, ќе даеш гол, ќе рече и браво, така. Фудбал се дешаваат вакви моменти каде што ќе се деси, каде што против една Англија, што сите знаеме која велесила Англија, само што некам да кажам сега да се правдам дека 7-0, али едноставно тоа е дел од фудбалот. Ние тука како репрезентација тоа треба да го тргнеме на страна, да го заборавиме, зашто тие утакмици веќе помина, не можеме да се навраќаме на тие утакмици, затоа што ако се навраќаш на тие утакмици, едноставно ќе ти биде по-лошо, така да само едноставно треба со нови глави да продолжиме понатака, не само на нас, се дешавали на многу поголеми екипи. Се дешавало, да отидам во некој кафич или ресторан, да некој, дали е газда или пријател или некој што може не го познавам, да ме почасти со некој кафе, нешто наедноставно, стварно се дешавало и така. Може не само затоа што сум направил тоа во кариерата или за репрезентација, едноставно затоа што можеме да кажам, ме поштува како фудбалер, тоа што што сум, и само ме почести со едно кафе или што и да е. И баш ќе кажам, за тоа бев во Охрид на одмор 3-4 дена, и стварно отидов во еден ресторан каде што, пак ќе кажам, јас сум од Скопје, а да отидам во Охрид каде што, може и таму не знаат нормално луѓето, али не очекував стварно, и отидов во тој ресторан и стварно ме дочекаа многу стварно многу. И јас баш беше газдата таму, му се поздравив со него и се супер, му кажам благодарам. И тој беше еден убав гест каде што стварно искрено јас не го очекував, а се деси. Бев у серија, играв Ла Лига, Шпанија, да кажам бев во една од појаките лиги каде што стварно искусив да играм со најголемите екипи во Европа. И стварно тоа ми беше исто, како дете, еден вид на желба да еден ден играш со такви
такви клубови играчи, нели. Играв со Реал, Барса и у Италија, со сите екипи играв, така да на тој план го остварив тоа што го имав, да, исполнет бев и еве сега ако ме прашуваш што е, тоа е стварно со репрезентацијата да отидеме на Уште едно големо. Уште едно големо, да. Голем трак ми остави во Палермо затоа што еве стиза ова лето кога сега нели после првенството отидов у Палермо, се вратив на одмор и у Палермо ми остави еден таков трак на што ети после све јас сакам да се вратам таму, првото дете ми се роди тамо. И тоа нели еден дел каде што стално ќе ми остане со мене и едноставно во Палермо се осеќав како што кажа во второ дома и луѓето стварно те почитуваат, те сакаат и си направил нешто за тој град и за тој клуб и едноставно најубаво се осеќам таму кога бев. Искрено првите месеци ми беше малце нели тешко да се привикнам, да се адаптирам. Затоа што од една страна кога јас добив таа понуда, малце бев каква име нели друга култура, како што нели има свои правила. Едноставно не беше лесно, се додека нели не ги научиш тие некои нивни. Што ти беше најтешко да се прилагодиш, на пример? Па искрено ми беше на пример што беше премногу жешко. Дали е тоа февруари, март, било кој месец константно беше топло, да за лето да некам ни да разговарам, затоа што у лето едноставно не излагаш од дома или од хотел, што ја во хотел живеев. Да. И едноставно таму животот го живееш од 7-8 навечер па до 3-4 сабајле, тоа е тоа, зашто преку од сабајле тоа е многу врукина и не функционираат луѓето таму. И едноставно не беше лесно да се привикнеш на тој живот. Од друга страна фудбалски беше сосема солидно затоа што ја лигата не ја познавав толку пред тоа, не ја пратев едноставно и потоа кога дојдов таму видов дека стварно една лига каде што беше, да кажам, сосема окей. Имав доста и коментари зашто си отишол таму и тоа. Значи едноставно јас стварно мислев дека лигата може послаба, едноставно беше многу сосема појака и потоа еве нели гледате што све се деси после тоа. Јас веќе години и пол бев таму и после јас нели од кога си отидов се десија овие сите работи што се десија, што направи еден бум во светот, што донесоа светски играчи, да не зборам за Роналдо, го фатив Роналдо кога дојде и ете нели сите гледате дека сега едноставно фудбалот таму во таа нели азиските држави едноставно функционира добро и го прават да одат све подобро и подобро. Се додека се осеќам нели добро и нели имам намера да играм фудбал, што едноставно фудбалот е тоа што ние го сакаме, мислам јас го сакам и ќе го играм додека можам и се осеќам стварно добро да играм и да придонесам со тоа што го имам. После тоа потоа мислам дека во вие, да кажам, пак влегов во сега нели 31 година, имам доволно време во наредниве години да размислам добро што понатака, нели? Ти благодарам многу што одвои време, затоа што знам како изгледа вашиот распоред. Ти посакувам најважно од се добро здравје и што многу голови можеби ти и ќе имаш прилика да го надминеш Горан Пандев, зашто да не верувам дека би бил горд на тебе ако такво нешто успеш да направиш. Се надевам, кој да ти благодарам уште еднаш да го постигне тоа, мислам дека би требало да биде горд затоа што сите знаеме кој е Горан Пандев и едноставно он ќе остане секогаш нели број 1, али секако нели ни има и тука и помлади играчи каде што имаат нели време да го постигнат тоа што го постигна он и може и нешто повеќе и да го надминат нели во тоа што го има направено и мислам дека ќе биде горд на тоа. Ајде сега искрени ќе бидете, малку да ми раскажете за, рековте добра атмосферата во репрезентација, ама ајде да кажете кој е така најзадолжен за добра атмосфера, за правење смешки, за музики во соблекувална, значи мора да има некој шоумен, не може без тоа. За музики е Иван Николовски, познат како Кеша. Тоа е нашиот шоумен. Шоумен, да. Може да се каже дека он е еден од најзабавните. Иван Николовски. И кој држи атмосферата. Држи атмосфера, така? Точно. Да. Тоа значи ако се загубите некој пат пак да се тоа баш. Да се пушти музика да не се паѓа во депресија. Буквално тоа, да. Има ли некој што најмногу е љутко
Еве, например, на тренинг, нели ќе ве подала, тоа е класично приказно и треба да играте едни меѓу себе, едни против други. Кој се лути? Лука Станковски. Лука Станковски, да. Добро. Само тој. И Дими Тодоровски. Да, Димитар Јана Голем Тодоровски. Лютко. Не трпа да порази, ја? Не. Или да бидат послаби, нема така. Добро. Има ли некој што, ајде да речеме, е најеуфоричен, самоуверен дека пред надпревар победуваме и крај? Јас знам дека ќе победиме, има така? Па има доста такви. Значи, Пошто сме тоа е добро. полни со самодоверба, да. Тоа е добро. Знаеме дека искачаме и победуваме, зимаме. Тоа е добра особина, според мене Да, исто. Добра особина е. Да, дефинитивно е добра особина. Потешко е ако имаш страф или ако имаш некоја несигурност. Дали имате навика и ритуал е можеби тоа, да останувате после тренинг, после оние официјални делови од работењето, за да си вежбате сами? Сега, вие сте и во ситуации често да изведувате слободни удари и неважно да шутирате пенали, така да тоа е нешто исто така што се вежба. Имате такви навики? Па имаме после секој тренинг. Да, скоро али се тоа останува, претежно да. повеќе се дешава во Во клуб, клубовите. така. Во Да. клубовите, Да. да, ама и тука после секој тренинг ни даваат стручен штаб ни дава 10, 15, 20 минути кој сака Слободно, да. пенал, слободен центар шут, завршница, за да си ги подобриме Тие крачи, лични да, прв. да. Кога е таква ситуацијата да треба вие да се договорите, пример, кој ќе изведува пенал, како оди тоа? Еве сега во репрезентација селекторот одредува имаме пред утакмица кој за Значи, има што правило. е све задолжен. Да, Например за пенали Марио за слободни, друг, тоа све си е напишано и сите си знаеме. Али например на утакмица ако имаме пенал Некој ако и не се ако не е осеќа сигурен, Да. знаеш, Друг има ја презема, да, се договараме кој е највеќе Спремен и спремен, одговорен, кој е да. највеќе сигурен, тој ја зима Одговорно. одговорност. Тоа шутирањето пенал стресно ви е? Па И не. тука има коментари, знаете Па има сега ние коментари навивачите, секако, да. ние од страна како може толкав гол, некој Да да пробаш. застане и да го промаше, нели? Ама не сватливо ако не треба Али да кога ќе шутираш. застанеш и кога Се ќе смалува наместиш го. се смалува Се голот. смалува, да. Добро, и сега стресно или не е толку? Па и е стресно и не е. Ја местиш топката, се исклучуваш од се, Се изолираш. се изолираш буквално. од публиката, од соиграчите, од другите Противниците, противници, да. да, и твое. Сте шутирале, сте промашиле многу често пенали? Често не, ама имам од 6 или 7 пенали еден промашено и Па добро. да. И тоа е искуство вие? Да. Нешто ми молчите, има промашување Па или? одамна кога бевме помали. Помали? Да. Добро. Значи нема нешто страшно, но не знам. Да. Као Рамос што го памтат и така, некои други играчи. Вашите семејства, вашите фамилии, дали се и тие, исто колку и вие, поврзани со фудбал, во смисла поради вас да следат, да пратат, да доаѓаат надпревари кога можат, или си имаат други интереси, не се толку во фудбалскиот свет, Па навлезени? кај мене посебно брат ми, пошто и тој беше фудбалер, нонстоп ме е поддршка, доаѓа на надпреварите во Унгарија кога и да играм. И ми е он така, да кажам, Како ветер во грб? како ветер во Да. грб, да, како ветер во грб. Мајка ми кога играм се тресе, она не гледа Има стрес? утакмици, да, Еве, јас стрес. ја разбирам. Ја поздравувам и целосно ја разбирам. Да, да. Стрес и пред утакмица, после утакмица. Мајче, како си, мајче, што е, мајче? Една е мајка, Да. добро. А татко ми е лабав, лаган, леден тип и добар беше, добро е. Аха, дава Ќе коментар, биде, значи? Да, ќе биде подобро и некад знае и критика да ми удри тој, да. И знае? Да. И тоа е како, да. Ево ми е интересно. И знае така баш жустро да... Па понекогаш да. Кога пример нема да се фокусира на преварата, он тоа може да го препознае, бидејќи ме познава многу добро и после утакмица може само да ми се јави и да ми каже не беше добар, озбили се. Добро, мамо и тато го гледате емисијава, ќе ми кажете на крај дали беше добро, ама така треба, да. Реално и најискрените да. критики се од Така е, од оние кои се блиските, слободни од да фамилијата, не ги кажат до крај искрено. Добро, кај мене искрено фудбалско семејство, татко ми бил фудбалер, сега моментално е тренер во младите категории у Брегалница.
Исто и кај мене жустро малку. И у Брагалница одев едно време во живо да следам надпревари, таму баш знае публиката да биде заинтересирана за фудбал. Не знам како е сега. Што е заинтересирана за фудбал во Штип. И исто Критики? Да, критики има, доста критики, сугестии исто, што мора да ги слушам, ипак татко е. И мама покрај тоа и она почна да разбира фудбал. Нема избор. Нема избор, да, исто и брат ми ме гледа секој утакмица исто. Значи ми дава поддршка, да. Да. Добро. Така треба да биде. Јас барем така мислам. Исто и кај мене иста ситуација како Иван што каже, јас сум од фудбалско семејство, дедо ми, татко ми, јас сега татко ми е како онака најголема поддршка, нема пропуштено меч да не дојде кај да играм да гледа. Се случува да ми прави сам анализи некад од дома, ја гледа по 2 пати утакмицата, ја враќа за да ми направи анализа. Али критиките јас ги сваќам, ги прифаќам како добронамерни, пошто знам дека татко и мајка ако не ти мислат добро, нема кој друг. И затоа потполно сум и благодарен што ги имам, што ми ја даваат најголемата поддршка, пошто без нив, ако немаш таква поддршка, не можеш, потешко е да се успее. И за мојата сестра исто, која и она нема пропуштена утакмица. И тоа е. Браво. Убаво ми е сето ова да го слушнам. Јас ќе ви се заблагодарам многу. Знам дека кога човек има обврски и фокус на одредена работа, не е седно нели малку да се излезе од таму и да се дојде на тук терен, но ми направивте чест и она што ми е важно, ви посакувам добро здравје. Ви посакувам многу успех индивидуално, а во поглед на репрезентацијата посакувам да бидат целосно успешни овие квалификации. Па утре ден оваа фотографија кога ми испратија, реков дај Боже за неколку години да биде од оние $1 милион фото, да вреди многу, така што тоа е нели оди еднакво со успехот. Ви благодарам и ви посакувам многу среќа. Фала многу на вас, фала на поканата. Се гледаме во следна прилика. Да. Благодарам на нашите гледачи кои го сакаат спортот, го следат спортот и овие приказни кои ние ги пренесуваме со цел, меѓу другото, и да ве поттикнеме да дадете поддршка за нашите спортисти и секако сите заедно да навиваме за нив, особено кога станува збор за Македонија. Се надевам искрено дека така ќе биде и дека сите овие разговори ќе ве поттикнат и ќе бидат доволна причина и следниот викенд вие да бидете заедно со нас на телевизија Телма. До тогаш, довидување.